Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Децата минуваат часови и часови пред екран, при тоа се бомбардирани со реклами, дезинформации, скривени вредности за убавина на разните платформи на интернет. На социјалните мрежи тие не се само корисници, туку се и креатори на медиумска содржина, па денеска има се повеќе тиктокери, јутјубери и така натаму. Како да го поттикнеме критичкиот однос на децата кон медиумите, на кој начин да ја развиеме нивната медиумска писменост? Одговор на овие и многу други прашања денеска ќе побараме од Ана Попризова, училишен психолог, доктор Тамара Ќупева, истражувач во областа на образованието и комуникациите, и Ирена Христовска, професорка по оделенска настава. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студиото заедно со гостинките. За дигиталниот свет на генерацијата Алфа, водичот за медиумска писменост за родители и старатели, денеска разговараме со доктор Тамара Ќупева, истражувач во областа на образованието и комуникациите, Ирена Христовска, професорка по оделенска настава, магистар по комуникации и медиуми, и Ана Попризова, училишен психолог. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Добар ден и добро ве најдов. Вела дека генерацијата во која што сме родени одредува одредени наши карактерни црти и начин на однесување, без разлика дали ние тоа го сакаме или не. Еве, јас лично припаѓам на генерацијата X, тоа се лица родени помеѓу 60-тите и 80-тите години, постарите се бумери, потоа помладите доаѓа некоја генерација Y, Z и тука и генерацијата Алфа. Децата родени од 2010 до денес, всушност оваа генерација започнува од роденденот на iPad-от. Па што е карактеристично всушност за оваа генерација, за генерацијата Алфа, за овие деца? Исто тоа што го кажавте на почетокот, значи оваа генерација ќе си носи некои своји оригинални белези кои нема да бидат идентични со она што ние го имаме како искуство и како поединци од генерациите од кои што доаѓаме, но и како професионалци работејќи со млади луѓе, деца во основно и во средно училиште. Различен е воопшто нивниот поглед на свет, начинот на кој што тие перцепираат стварноста, реалноста, постојано имаат секојдневни стимуланси кои што доаѓаат од екранот, кои што многу рано е во нивни раце, и една од оние генерации кои има најмногу непознаници, бидејќи ние не знаеме сегашните апсолвирани нивни искуства како понатаму ќе ја развиваат нивната личност. И ова е генерација од тие причини на која науката особено е заинтригирана да работи, за да го следи нивниот развој и да одреди што ќе ја карактеризира оваа генерација. Факт е дека се менува не само културолошките модели, не само воопшто улогите во семејството, во општеството, тие живеат во еден сосема поинаков глобален отворен свет во кој што секојдневните искуства ги тераат да го примаат светот како една целина. И нивниот свет не завршува во оној мал тесен круг како што обично одат развојните фази, нели, семејство, па институции, па општество, кај нив тоа веднаш доаѓа, наеднаш доаѓа и тие се соочени со сето тоа да го апсолвираат од самиот почеток, од самото раѓање, особено кај оние деца каде што родителите многу рано ги соочуваат со сите овие работи, нели, на екранот на мобилниот телефон. Разни описи всушност има за оваа генерација и ги нарекуваат палец генерација, стаклена генерација. Што значи тоа? Стаклена генерација. Стаклена генерација, да, во смисла дека генерално се генерација која расте на екран, на стакло. Светот го доживува исклучиво преку стаклото на екранот. Од друга страна, и точно тоа и символизира нивната ранливост, скршливост, емоционална неподготвеност, затоа што се соочуваат со искуства за кои возраста и искуството се уште не ги созрело до степен да може да ги интерпретира сите тие работи што им се случуваат зад екранот. Оваа генерација, овие деца имаат големо искуство со дигиталните уреди. Сега, за ние родителите, да можеме да бидеме во чекор со нив, треба ли ние да се информираме во однос на тоа како се развиваат дигиталните уреди, како се користат и слично? Апсолутно. Секогаш родителот треба да биде во чекор со своето дете. Првично, нели, тоа е еден систем каде што функционира детето. Базично поаѓаме од семејството.
семејството првично ја носи одговорноста за дигиталната писменост, воопшто за медиумската писменост, а потоа веќе тој систем оди понатаму и се шири. Секако дека само медиумски писмен родител може да описмени, односно да издигне и да изгради едно медиумско писмено дете. Значи, секако дека треба родителот да се интересира за сите иновации, за сите новини кои што се случуваат во реалноста, всушност, и да оди и да го следи чекорот на своето дете. Значи, само на тој начин, во суштина, може и да му укаже на некои, например, некоја небезбедност која што се јавува на интернет, може да му укаже кои информации може да ги восприема од социјалните мрежи и социјалните медиуми, како да ги следи, како да ги селектира истовремено информациите, кои се тие информации, кои што се вистините, истовремено и да ја бара вистинитоста на информациите, нели, да му укаже, да му покаже на кој начин може да дојде до вистинска информација. Воедно и да направи една разлика, всушност што е основата, помеѓу реалниот свет и виртуелниот свет. Но на која возраст децата всушност можат ова да го разберат, разликата помеѓу виртуелен и реален свет? Па веќе со развојот на когнитивните способности. Нели? На која возраст така? Што велите? Добро, јас сметам дека со периодот на усвојување на јазичната вештина, јазикот, веќе можат да размислуваат и да бидат повеќе во контакт со она што значи социјална мрежа. Значи, некако, ако зборуваме за вредност, за возраст, тоа би било некаде околу, да кажеме, после 3-та година. Но децата од најмала возраст се изложени на медиумски содржини, почнуваат да јадат децата со мобилен телефон пред нив. Има примери кога родителите ги шетаат во парк децата и тие држат мобилен телефон во рака. Какво е влијанието на медиумите врз детскиот развој, особено кога децата од толку мала возраст постојано се изложени на такви брзи стимули? Да, па токму и во таа насока е оваа иницијатива и овој водич за да се, да кажеме, во јавноста да се сензибилизираат родителите и старателите дека можноста, достапноста на социјалните медиуми не значи и секогаш нивно користење во позитивна насока. И токму овој пример е добар, да кажеме, добра појдовна основа да укажеме дека ако го има детето телефонот, тоа не значи дека е подготвено само иницијативно да го користи и дека родителите треба многу добро и самите да се описменат медиумски за да знаат кои содржини соодветствуваат за возраста на нивното дете. Што сметате, на која возраст детето треба да добие мобилен телефон? Тоа е малку дискутабилно, затоа што возраста, според истражувањата кои што ги вршевме кај нас, значи во Македонија, родителите сметаат дека треба да добие мобилен телефон почнувајќи со училиште, нели? За да ги следат дечињата, каде се, што се, да им се јават дека тргнале кон дома и така натаму. Меѓутоа, она реалноста со која што се соочуваме, детето го добива мобилниот телефон не во негова собственост како тој да е собственик на мобилниот телефон, туку си го добива телефонот на ракување и управување од неговиот родител. Токму како што кажавте, за да ги гледа приказните, за да гледа некои настани, некои, не знам, емисии, детски можеби. Некогаш и родителите си го купуваат на тој начин слободното време, нели? За да одморат, ќе му го дадат телефонот на детето. Така е, така е. И не секогаш следиме реално што гледаат. Секако, затоа и велиме, значи слобода ни е дадена на сите, меѓутоа слободата носи огромна одговорност. Секој има достапност до сите информации кои што се наоѓаат, нели, на тој телефон, на тие социјални мрежи и тие социјални медиуми. Меѓутоа, првично затоа рековме, се поаѓа од семејството. Ние несвесно, не сакајки, што би рекле, родителот го дава, нели, телефонот на детето, или да го залаже да касне нешто, да јаде, или да се одмори, како што велите, и тоа е се во ред. Меѓутоа, сето тоа би било
ограничено. Значи треба да се има одредена рамка, одредена граница до кој степен се оди, какви емисии треба да му се прикажуваат на детето, каква содржина треба да следи детето на тој телефон. Затоа што сето тоа поднатаму си носи консеквенции, си има своји последици. Правевте ли некакви анализи што најмногу следат децата додека се на интернет? Да, децата на оваа генерација за која што зборуваме денес, првенствено се на TikTok, и речи си единствено во таа смисла, многу помалку на Инстаграм. Инстаграм веројатно веќе е поприсутен во оние години после некаде 9-та, 10-та година. Меѓутоа, ова се дечиња кои што најмногу следат TikTok, барем во она што го и најголемата нивна занимација, забава, па и едукација, ако сакате, YouTube најмногу следат јутјубери, следат цели серијали на одредени семејства кои што нели презентираат одредени ситуации од секојдневниот живот, но она што всушност е во позадина за кое што децата апсолутно не се свесни, но родителите се тие кои веројатно треба да бидат свесни, е дека токму видеоигрите, кои што ете патем не ги спомнав, јутјуберите исто така истовремено им сервираат и некаква стварност. Што значи тоа? Таа стварност прави и врши некакво влијание. Јутјуберот може да е позитивен лик во смисла на тоа да промовира многу добри позитивни вредности, но истовремено во позадината на неговото појавување, на начинот на кој што им се обраќа, предизвиците на кои што ги повикува, кои што се дел од таа негова програма, понекогаш се несоодветни за возраста на децата и ние не сме сигурни дека децата нема да се обидат да го направат токму тоа. А токму тоа е онаа негативна страна всушност на медиумите. Појавата на анксиозност, постојана компетитивност, во видеоигрите имаат колку што имаат позитивни влијанија, затоа што навистина имаат некакви стратешки одлуки носат, па прават концепти како ќе играм овој пат и така натаму. Преголемата доза или времето поминато подолго време на играње видеоигри, од друга страна носи сосема нешто друго. Значи губење на моментот на физичка социјализација, дури агресивно однесување, па често пати во видеоигрите можете да забележите како детето целосно ја брише границата помеѓу визуелниот свет таму и физичкиот во кој што ја игра играта, па манифестира и физичко однесување на агресија, на лутина, на бес, затоа што не стигнал до целта или не успел да ги помине сите тие предизвици на играта. Ја споменавте апликацијата TikTok, зошто е таа толку привлечна за децата? Па таа е една од најбрзо растечките компании воопшто и платформи во моментов. Веројатно целата инфраструктура заднинска на TikTok е токму направена да има такво хипнотичко, магиско дејство, особено врз најмалите, затоа што постојано има прво исклучиво има кратки видеа, многу малку зборови, многу малку комуникација, но она што е базично во TikTokот е постојаното менување на содржините со само едно поместување на екранот. Токму во тие содржини се губи контролата, затоа што содржините одат една на друга и тие може да бидат сосема од целосно од различен карактер. Не поврзани комплетно. Не поврзани конкретно. И покрај тоа што кога ја родителот ќе ја инсталира таа апликација на телефонот, тој дава некакви насоки што е тоа што е добро детето да гледа, спорт, храна и така натаму, но сето тоа е испреплетено и со многу порнографија, со многу содржини кои се несоодветни за возраста на децата и што е уште пострашно, постојано се снимаат некакви предизвици, се повикуваат најмалите да ги направат тие предизвици, може да се бидат физички, може да бидат од секаков тип. Така, можеме да прочитаме многу често некој дете како животот да го речеме во загубило. истражувањата и во разговорот со децата, најголем дел од нив сериозно се доживуваат и како тиктокери, па постојано се снимаат себе, ги снимаат другарчињата, несреќни тикток видеа кои што ги снимаат родителите додека таткото спие, додека мајката работи, Не сме ни свесни никогаш дека ќе се појавиме всушност на некоја социјална да го мрежа. прикачат и тоа да стане навистина мета на забава, шега, особено кај постарите, кај бабите, дедовците, тие се мета и на исмејување и затоа родителот е тој кој мора да барем да му создаде такви механизми со кои што тој ќе се впушти во сето тоа, да знае што е добро, а што не е добро да го прави. Ќе проговориме детално за механизмите, ја би се задржала уште малку на тиктокерите, јутјуберите. Многу децата сакаат да станат јутјубери, тиктокери, да бидат популарни, да добиваат лајкови. Всушност,
така се мери нивната популарност. Што велите за тој тренд како психолог? Што тоа значи? Каков притисок е за децата кога постојано имаат желба да станат познати и да бидат популарни? Видете, тоа е феномен токму на оваа генерација, затоа што во денешно време инфлуенсерите, ако пробаме да анализираме нели која е структурата или зошто некој станал инфлуенсер, тоа не е едноставно. И фактот е дека таа голема популарност на многу едноставен начин здобиена е многу привлечна. Јас и приватно кога комуницирам со деца на оваа возраст, сите нема некој што не вика дека сака да стане тиктокер или јутјубер. Значи тоа е еден начин на промоција, еден начин на добивање на внимание, бидејќи од тогаш почнуваат и тие потреби за социјализација. Сега она што било сакам да бидам нели прифатен во друштво во други генерации, сега е сакам да бидам познат, сакам да добивам лајкови, сакам да бидам прифатен, ама во еден друг медиум и во една друга рамка. И тоа е притисок голем за децата. Не се верувам дека не се ни свесни колкав е тој притисок. Разочарани се кога не добијат лајкови на одредено видео, се чувствуваат неуспешни. Се чувствуваат неуспешни и тоа во друга крајност може нели да предизвикува проблем, да доведува и до социјална анксиозност и до социјална изолација потоа. А што е со оние нереални критериуми за убавина што децата ги градат исто така на социјалните мрежи? Ово особено претпоставувам дека проблематично е оние што се во пубертет, кога имаат и онака некоја несигурност во однос на својот физички изглед. Да, тој феномен е и од порано присутен, општо во медиумите, нели, со моделите, со модата, со тие модни стандарди и генерално ги допира особено девојчињата, но сега е пренесен во оваа форма врзана со социјалните мрежи, бидејќи почнувајќи со пубертетот, секој кој што влегува во таа возраст се бави со тоа каква е мојата слика за мене, како ја градам јас таа слика, има потреба да добие потврда и во име на тоа се држат диети, значи дури она се намалува количината на внесување храна, па се во некоја екстремна форма присутни и појавата и на анорексија, и на булимија, кој што јас еве и во оваа прилика сакам да упатам и една препорака до родителите, бидејќи анорексијата многу често е скриена. Родителите многу често не ја ни забележуваат, бидејќи децата дури и се прикриваат, ке облаче тренерки, ке облаче нешто пошироко, девојчињата особено, и родителите во ова современо нели оваа динамика што ја имаат, не ни забележуваат дека нивните деца многу малку јадат или дека повраќаат после внесената храна, така да обрнат внимание родителите на тоа колку децата јадат, да гледаат пред нив дека внесуваат храна. Треба ли родителите да им покажат на децата дека фотографијата може да залаже, дека се користат филтри и слично? Треба ли да имаме таков пристап? Секако. Бидејќи тешко е да ги убедиме со зборови, ова не е реално, можеби кога ќе видат, ќе сватат. Секако. Затоа што само во комуникацијата само 7% всушност спаѓа на зборовите кои ги кажуваме. Сето останато е веќе она како ние што им покажуваме на децата. И токму тоа треба да го превземе родителот да направи, всушност да му покаже, да го земе телефонот, уредот, што да ги покаже сите изместени во наводници филтри кои што допринесуваат да изгледа вака или онака фотографијата. А децата знаат одлично да ракуваат со тие уреди, знаат одлично да ги монтираат и филтрите, па дури и самите се местат. А за жал имаме случаи каде што и родителот нели со детето ќе се фотографира, па ќе стават некој филтер и потоа ја објавуваат таа фотографија несвесно,
всушност не внимавајќи на тоа дали детето сака да биде воопшто прикажано на социјалните мрежи, дали сака да биде прикажано на социјален медиум, било кој, затоа што ние кога всушност ќе ја споделиме таа фотографија на било кој социјален медиум или било која социјална мрежа, таа фотографија не е веќе наша. Таа фотографија е јавна. Кој сака може да ја превземе и каде сака може да ја пласира. Тоа треба и возрастните да го знаат. Апсолутно, токму тоа е. Дека останува дигитален отпечаток. Апсолутно. Значи тоа е одговорност на секој родител. Затоа што имало и случаи каде што нели децата не се секогаш деца, тие растат. Се случува да детето едноставно кога ќе ја види фотографијата после години, знае да каже зошто тоа и тоа си го направила. Значи тоа го покажуваат истражувањата. Така да огромна е одговорноста на родителот и на користење токму на тие филтри, споделување на фотографии од родендени, крштевки, нели и така натаму на социјалните мрежи. Така да навистина и повеќе од потребен ни е токму овој водич кој што дава јасни насоки како треба родителот и како да си помогне себе си и на своето дете. Значи како треба да се однесува во едно секојдневие. Така, навистина многу корисен проект, многу корисни совети и препораки, дел од нив денеска ќе ги пренесеме и на гледачите, на каков начин да се разговара со детето за содржините кои што се пласирани во медиумите. Исклучиво како партнер. Значи, не по принцип на забрана и не по принцип на ти тоа не смееш да го направиш, туку заеднички да учествуваат во тоа што детето го прави на интернет. Кога го правевме прирачникот и истражувањето, беше интересно што најголем дел од родителите ќе кажат дека нивното дете е на YouTube, а што гледа? Па не знам, некаков јутјубер, гледам дека постојано ги менува јутјуберите. Единствено што знае, што го прифатија, беше еден од оние јутјубери заради кои признаваат сите дека оваа генерација е повеќе тажна, затоа што нивниот омилен јутјубер GP повеќе не е активен на таа мрежа. И тоа всушност не навлече да го погледнеме неговото последно видео во кој што тој им се обраќа на децата. И тоа е навистина многу интересно како содржина од аспект на тоа што тој прави целосна генеза на тоа што значи да си јутјубер, како почнува да расте твојата слава, но истовремено со славата како почнуваш да ги доживуваш и последиците од тоа што стануваш активен јутјубер и колку тоа значи за тебе како поединец секојдневно да се будиш со мисла што сега да направам за да бидам подобар од вчерашното видео. И на крајот, пораката на овој јутјубер до најмалите се сведува на тоа дека јутјуберството може да е ваша занимација, но не може да е ваша професија. Учете, посветете се многу на учење, како што тоа јас го направив, за да бидете изградени личности кои што нели во животот ќе бидат подготвени да се соочуваат со предизвиците. Затоа велам, мора да бидеме свесни и покрај тоа што живееме она што го кажа Ана во динамично време, родителите навистина особено на најмалите деца, детето се учи, мора да бидат свесни дека треба да се разговара со него и заедно со него да изгледаат јутјуберот, да го видат, да разговараат, што мислиш што е добро, дали мислиш дека има нешто тука што не е баш добро. И низ тој разговор и воопшто низ тој процес, тоа не е еднодневен разговор. Детето да ги препознава тие контури на што е неетички, што е добро, што е лошо, што е предизвик добар, но што не е добар предизвик и така натаму. А во однос на рекламите што се наоѓаат на интернет, има скриени пораки многу често. Апсолутно, никогаш не се рекламираниот производ е првата порака. Меѓутоа, највлијателни или особено сугестивни се заднинските пораки. Тие секогаш кријат различни стереотипи, начини на однесување. Оно што го зборувавте за сликата за себе е поврзано токму со рекламите. Ако се рекламира паста за заби, носителот на таа приказна во рекламата секогаш има совршени заби. Ако се рекламира шампон за коса, совршена коса, гледајќи ги рекламите, всушност децата добиваат потреба да изгледаат така. Односно, од друга страна, доживуваат такви лични мали скриени фрустрации дека не изгледам така како на рекламата. Јас не сум така граден како тој на рекламата. Јас немам таков дом како она што го гледам во моите видеа на YouTube, каде што имаат совршена детска соба, со многу играчки, со сите бои.
и всушност ја добиваат идеалната слика која не е реална, а која им прави таков еден расчекор со на кој сум јас, а кој можам да бидам, а не сум. Ќе ги поканим и гледачите. Сигурна сум дека ќе имаат прашања поврзани со темата на која што денеска говориме. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, можете да се јавите и да поставите прашања. А што се однесува до начинот на кој што децата комуницираат на социјалните медиуми, затоа на овој проблем би сакал исто малку да се задржиме, понекогаш се навредуваат меѓусебно. Се лепат најразлични етикети, се опишуваат со погрдни зборови. Доаѓа до еден вид на булинг. Како да разговараме со децата, на кој начин правилно тие да се однесуваат на социјалните медиуми во однос на комуникацијата? Добро, јас само ќе се надоврзам на ова што го кажа Тамара, дека родителот мора да следи што се случува на социјалните мрежи. Тоа не е баш секогаш едноставно, бидејќи сега, поаѓајќи во училиште, веќе децата почнуваат да имаат и своји групи, па вибер групи, па таму се поаѓа од различни информации или врзано со наставата, меѓутоа многу често се случува да во таа комуникација има и социјално исклучување, значи да некој не е вклучен во групата или да го исфрлат од групата, или да има навреди од најразличен тип, а секако многу често се случува да има и фотографирање без дозвола и споделување на тие фотографии. А проблемот е што во такви групи и мрежи не се вклучени нити наставниот кадар, нити родителите. И многу тешко ние возрастните добиваме информации за тоа. Секое дете е добро да во разговор со родителите, па и со наставниците, се проверува дали некое дете е жртва на булинг, бидејќи многу често тие се мали деца и не препознаваат дека се жртви на булинг. Не им е јасно што се случува. Не им е јасно, мислат дека животот е така и дека нивната позиција во таа група или во таа паралелка е таква. И треба добро информирање, треба проверка и од страна на родителите и од наставниците да се следи доколку било што од овој тип се забележи, мора да се реагира. Доколку не се реагира, ја препуштаме ситуацијата саме на себе и тоа, верувајте, е една сериозна траума низ која што детето поминува и му остава после траги во текот на целиот живот. Значи, транспарентност, проверување, одвојување на едно квалитетно време кое што родителот покрај сите обврски што ги има, треба да го поминува со своето дете, каде што ќе се провери како се чувствува тоа дете, како кој тип на активности ги поминал во текот на денот, дали се чувствува вклучен во групата, со кого се дружи, какви се тие игри и комуникации што се случуваат на социјалните мрежи, за да може да се информираме, бидејќи многу често возрастните тешко дознаваат за ова. Така, родителството на вистина е исклучително тешко во последните години. Родителите треба да бидат активни на многу полиња, за да откријат всушност дали има некаков проблем и ако има проблем да се интервенира многу рано како што споменавте, за да не останат трауми во животот понатаму. А што е со она ограничување на времето минато на интернет кај децата? Понекогаш родителите во обидот да воспостават некаква контрола применуваат така наречено screen time, пак им дозволат 2 часа или пак 3 часа само да поминат на интернет. Дали е тоа меч со две острици? Првенствено, како што кажавме, во комуникацијата е основно родителот што му покажува на детето. Дали првенствено родителот го почитува тоа ограничување на времето. Значи тој самиот себе, така е, самиот себе се кога ќе си писменост се учи во семејството. Апсолутно, тоа е писменост на 21 век, нели, она функционалната некако не е комплетна доколку ние ја немаме медиумската. Така да родителот кога ќе си ограничи време себе си, ќе си даде време. Значи, еве, како што спомена Јана, убаво е да си одвоиме време, барем 2 часа во денот да си бидеме заедно.
тука ќе си ги направиме и сите оние разговори и тие 2 часа не мора да бидеме ние со мобилните телефони. Значи на тој начин јас му покажувам на детето дека јас не го користам мобилниот телефон и се може без него и тоа како. Значи она контрола обично врши притисок кај детето. Она ти мораш сега. Знаете како, дајте му на детето одговорност во зависност од возраста на детето. Ставете го тоа самото да донесе одлука колку часа денес во текот на денот и кој дел од денот би бил без телефонот, на пример. Значи тој да си носи одговорност, значи носи одлука, носи одговорност дека навистина тие 2 часа во тој период јас нема да бидам. Нели, со мобилниот телефон или со било кој уред дигитален. На тој начин, всушност, самото дете не морате вие ништо, детето не мора ништо, а во суштина ние сме му дале одговорност на детето, сме го ставиле него пред една одговорна задача, да едноставно дека се може и без него. Па после тој период ќе види и самиот може да се награди браво за мене 20 часа без телефон. Фактите ги кршат договорите, родителите ќе легнат да спијат и потоа децата се активни негде до 2 до 3 часот по полноќ и подоцна, потоа не може да отидат на училиште. Секако. И многу се горди, бидејќи биле активни. Во тој период. Да, меѓутоа и да сакаме тој период не можеме да го контролираме. Реално не можеме да го контролираме, затоа се останува на добра комуникација. Се сведува на добра комуникација, јасно поставување на граници и истовремено почитување на истите граници кои што веќе сме ги поставиле. Значи, тоа е тоа, основното нешто. А за да имаме ние разбирање и детето да ни се отвори и за булингот и за сето она што се случува во семејството, првенствено ние да имаме доверба. Значи, комуникација заснована на доверба, едни со други. Значи, родителот и детето. Кога детето ќе ми верува на мене како родител, детето ќе ми се довери и ќе ми каже. И јас точно ќе знам и на Вибер групите што се случува. Значи, не морам јас да ја превземам контролата, дај телефонот јас да проверам. По автоматизам детето ќе се собере и нема да биде ниту искрено, ниту отворено со вас. Значи, оној суптилен момент на комуникација е многу важен, истекнувањето на доверба едни по други. Да, јас сакам исто да малце подлабоко, ако нели се занимаваме со оваа тема, секогаш преголемото користење на нешто е субституција, е замена за нешто. Така да може родителите да размислуваат и во насока на тоа што нели недостасува или што тоа време поминато на социјални медиуми заменува за детето. Можеби токму ја заменува таа недоволна присутност и недоволна комуникација меѓу во семејството или можеби заменува други некои активности што може да се прават, а да не биде тоа на телефон. Затоа што ова е најинстант, најдостапно и јас не знам, ќе се вознемирам дома или имам конфликт, па ќе се вклучам на социјалната мрежа и на некој начин ќе се тргнам од реалноста, ако играм игра ќе се извентилирам, ќе ми се намали напнатоста и така натаму. Значи, ако е нешто преголемо, премногу се користи, треба да се види која е позадината за тоа. Стручните лица советуваат малите деца во првите 3 години речиси воопшто да не користат екран. Зошто е тоа така? Па затоа што сите функции се уште во развој. Се уште детето практично се спознава себе си, се развива на едно базично ниво. И токму заради непознавањето на какви ќе бидат подолготрајните последици од овие влијанија, се советува опрезност. Затоа што ние од сега нели влегуваме во еден нов свет, во една нова ера, се уште не знаеме какви последици ќе има се тоа. Така, некои деца се подоцна прозборуваат, други пак истовремено зборуваат и македонски и англиски. Некои сметаат дека е предност да се користат
екраните, други пак дека можеби е хендикеп, поделени се ставовите, но засега има некоја нова теорија дека што помалку време поминато на интернет и на екран во првите години од животот, толку подобро. Има некои истражувања што велат дека децата во просек поминуваат и по 7 часа на ден на интернет. Што говорат вашите истражувања? Поминуваат ли кај нас толку време? Генерално бидејќи тоа е навистина долго време. Да, ние го правевме поврзано со родители и деца на оваа генерација, тоа значи дека се сепак помали и деца во кои што мониторингот и контролата на родителот, условно контролата, нели, сепак има некакво влијание. Бидејќи малите деца не знаат за постоењето на алатките во телефонот додека не го добие телефонот во рака или додека самиот родител не го вклучи сопственото дете во тој социјален живот. Во нашиот приручник токму зборуваме за шерентинг, значи спојка на она што значи постојано споделување фотографии, зборуваме за родителството од своите деца. Децата стануваат звезда во филмот на родителот и постојано дури се под пресија дека треба да позираат, треба да се наместат, па сврти се, па сега и потоа да ја следат фотографијата на социјалните мрежи, односно да ја објават. Прашањето е зошто го прават тоа, особено кога станува збор за помали деца. И вие на тој начин му пренесувате порака на детето дека треба постојано да се изложува на јавноста за да биде, не знам, дел од некакво виртуелно општество или заедница во кое што сите ние треба да ги следиме останатите каде се што прават и така натаму. Тој механизам се вградува уште од најрани години. И затоа главната порака до родителите, бидете предпазливи, не форсирајте претерано изложување на личниот живот на најмалите, на дечињата, постојано да ги комуницирате со јавноста затоа што го фрлате сопственото дете во очите на јавноста. И на обуките што ги правиме секогаш и со наставниците кога зборуваме на овие теми, едно правило постои за фотографијата кога таа се објавува на социјалните мрежи, е поврзана со приватните животи на луѓето. Кога вие ја објавувате фотографијата од вашиот приватен живот, луѓето не го гледаат тоа што вие имате намера да го покажете. Секогаш гледаат нешто друго на таа фотографија. Зошто? Зошто да не се направи некоја мала, минимална граница меѓу она што е приватен и јавен живот? Семејни фотографии кои се врзани со нешто што му припаѓа на семејството и јавни фотографии, затоа што, на што го каже Ирина, тие фотографии веќе не се наши. И затоа малите деца одговорно тврдам дека се учат, тоа го покажа истражувањата, но механизмот како ќе ги научиме повторно зависи од нас. Колку и како ние ги туркаме во тој свет. А подоцна, кога ќе почнат и со формалното образование, јасно е дека тие ќе бидат дел од тој живот, затоа што тоа е нивниот живот. И поинаку би биле исклучени од тој живот и отфрлени, нели? Тоа мора да научи како да комуницира на тие мрежи. Мора да го научи нивниот јазик, мора да ги научи нивните кратенки, инаку ќе биде исклучен. Ние имавме примери во кои што, особено кај средношколците, кога оној што се обидува да пишува кирилично и со една фина лексика и јасна структура на реченицата, тие се потоа предмет, затоа што тоа отстапува од кодот јазичен што е соодветен за групата на социјалните мрежи. Значи, сите тие чет групи за разговор, не прифаќаат или не го прифаќаат тој јазичен код. И тоа треба да се земе како социолекти, буквално. Значи, во оваа заедница ние комуницираме вака. Ти не си од овој свет, од оваа заедница. И затоа притисокот врз децата е токму тој, да научат да зборуваат, па и на некој начин да се однесуваат, да ги користат оние трендовски хаштаг и така натаму, нешто што е тренд сега, за да биде дел од таа заедница. И затоа е притисокот поголем врз нив. Освен на идеализацијата за која зборувавме и така натаму, особено да се подготви за живот во тој свет, инаку ќе биде исклучен и отфрлен. Вие може да го гледате надвор во заедница и во група, но тој таму е отфрлен и осамен. А тоа исто така е многу тешко. Така, многу за тешко. родителите. Апсолутно. Навистина многу предизвици за кои што мораме да бидеме свесни и да реагираме. Моето последно прашање се однесува на начинот на кој што го сработевте овој прирачник. Колку родители беа вклучени? Колку деца интервјуиравте? Како изгледаше целиот процес? Значи, беа вклучени неколку групи и кај нас во Скопје и во Македонија воопшто и Битола.
Тетово, значи, двојазично исто така беше истражувањето, значи имавме и групи кои што се од различни националности, така да беше опфатена буквално популацијата воопшто кај нас. Родителите навистина со задоволство учествуваа во истражувањето и несебично и искрено споделуваа искуства кои што ги имаат со дечињата. Истовремено истражување имавме паралелно, значи, со училишта исто од Македонија, каде што дечињата пак одговараа и родителите врз основа на тоа што детето кажува. Опфатени беа, значи, деца и родители на деца од 1 до 5 оделение. Тие влегоа во таа група. Кажаа со предизвиците со кои што се соочуваат, кажуваа дури и за решенијата кои што ги имаат во дадени моменти. Со нивните деца навистина интересно искуство беше и за нив. И сега ги очекуваме и на промоцијата на самиот водич. Промоцијата е утре во Александар Палас. Во колку часот? Во 17 часот. Да ги поканиме сите што сакале да присуствуваат. Сите што имаат интерес за оваа тема и препознаваат дека е значајна за нив, и родители и наставен кадар, се поканете на промоцијата. Овој водич е наменет за родители и за старатели, каде ќе може да се набави? Го има во онлайн верзија, која што е слободна, достапна и топло препорачуваме на вистина првото утринско кафе, секоја пауза, време за одмор, родителите нека влезат на некој од страниците, а веруваме дека ќе си го најдат сопственото искуство и сопствените можеби грешки, предизвици и грешки со кои се соочуваат и на вистина препорачуваме топло да се прочита, да се едноставно размислува на тие теми. Опфаќа и корисни линкови на вистина кои што ги водат директно родителите до оние апликации кои што им служат на нив, ќе им бидат многу корисни, нели, доколку сакаат да видат, да следат нивното дете, со кого контактира, како контактира. Буквално, значи, има се што им е потребно на родителите, нели, согласно возраста на детето. Така, и важно се знае дека медиумската писменост започува во домот и од овој разговор е многу јасно дека одговорноста на родителот е клучна. Така. Ви посакувам голем успех и понатамошни успешни проекти и се надевам дека повторно ќе се видиме во магазинот за родителство 0+ месеци, а утре успешна промоција. Благодариме. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска ви посакувам да имате пријатен ден.